Во срцето на Преспанскиот регион се развиваат инспиративни приказни кои покажуваат дека грижата за животната средина започнува од сопствениот двор и училишните клупи. Преку компостирање на органски отпад и едукација уште од најмали нозе, локалното население гради нов модел на соживот со природата. Замислете да имате фабрика за ѓубриво во вашиот двор, која не чади, не мириса лошо и е потполно бесплатна. Тоа го прави земјоделецот Игор Фузевски веќе 10 години. Наместо да ги фрла гранките од јаболката, лушпите од компирите или талогот од кафето на депонија, тој прави нешто што се вика компостирање. Процесот на компостирање бара време. Најпрво се реди хартија, картони, гранки, видовте од остатоци од насадите и треба да се реди зелена и кафеава смеса, односно зелени и кафеав отпад. Во кафеав отпад спаѓаат гранките, спаѓа сено, спаѓа пилевина од дрвата за огрев што ги користиме, лисја на есен, а зелен отпад е тревата, производи кои веќе не може да се продадат, наместо да одат на ѓубриште и се реди слој по слој. Компост, од прилика, за 3 месеци може да се направи квалитетен компост, меѓутоа барат работа, значи секој дневно не, ама на неколку дена бара да се меша. На овој начин, квалитетот на родот е многу подобар, а вкусот на производството не се споредува, ќе ви каже Игор. Одгледуваме малинки, одгледуваме компири, одгледуваме градинарски култури за наши потреби, кои сепак сакаме да прво ние, како фамилија, да ги искористиме за нас. Освен еколошките придобивки, тука и економската логика. Во време кога цените на вештачките ѓубрива растат, домашниот компост нуди алтернатива. Ѓубривата се поскапени и затоа и тоа е и една придобивка што можеме да добиеме. Нормално секој во границите на можностите. Сега, ако имат и големи компостари што произведуваат многу повеќе компост, што можат и пример да го продадат. Едукацијата од најрана возраст е клучна. Во подрачното училиште Мите Богоевски во село Јанковец, екологијата не е само лекција во учебник, туку практична акција. Учениците овде се вклучени во бројни екоактивности. Например, со поддршка на местната заедница, лани го исчистиле и средиле целиот училишен двор. Преку тие таквите практични примери, преку тие секојдневно активности, исто меѓународните денови, секогаш ги практикуваме креативно да ги правиме, да ги означиме на креативен начин. На тој начин и ние реупотребуваме, редовно реупотребуваме картони, пластика, стакло, за да ги направиме тие изработки. Учествуваме во Генералка викенд. Одговорност за здравите навики имаат и родителите. Ние возрастните сме на вистински примери и први примери на нашите деца. Тие додека се осознаат самите, тие имитираат често, не имитираат нас возрастните и несвесно ги правиме оние постапки што можеби негативно влијаат на нив. Ние треба да знаеме дека сите сме заедно одговорни за нашата средина и дека треба сите заедно да гледаме да сме поодговорни кон нашата средина, дека земјата нас не ни е во наследство од нашите предци, туку таа ни е позајмена од нашите деца. Дека навиките полека, но сигурно се менуваат е очигледно, велат познавачите. Се што е потребно за компостирање има, потребно е само добра волја. Веќе и училиштата и градинките, семејствата се исто така опфатени, земјоделците се опфатени, веќе имаат и обиди да компостираат во рамки на институциите во кои што работат или на домакинствата, што значи има волја кај граѓаните, меѓутоа сепак треба да помине едно известно време за да се препрограмираме во тој дел на размислување. Ова е приказна за луѓе кои самите решија да бидат корен на здрава и зелена иднина. Како доказ дека патот до почиста Преспа не е поплочен со големи ветувања, туку со мали, но секојдневни чекори. Мартин Арсов,
Сител телевизија.